Почитувани гледатели, драги пријатели и трагатели по вредности. Еве не точно во 10-та јубилејна емисија од втората сезона на Потрага по вредности. Денешната тема има малку чуден и необичен наслов Младост лудост или младост можност. Се разбира на ваква тема треба да разговараме со млади луѓе и тука имаме тројца млади. Првиот од нив е Филип Пеповски, студент на 4-та година на социјална работа и социјална политика. Така, Филип? Да. Добро ни дојде. До него е нашиот најмлад учесник во денешниот разговор и наш драг гостин и соговорник Емилија Марковиќ, таа е ученик во прва година во Орце Николов во Скопје. Здраво, Емилија. Здраво. И третиот соговорник е Ведран Симовски, студент на електрофакултет во Скопје. Здраво, Ведран. Здраво. И се разбира, тука е мојот постојан соговорник и соуредник во емисијата, презвитер Ивица Тодоров. Да им дадеме предност на младите отец Ивица? Јас сакам, затоа што е јубилеј на 10-та емисија и така се вели дека светот на младите останува, затоа оваа емисија посветивме на младите, затоа што тие треба да го продолжат тоа што ние сега го правиме. Така. Така да им го дадеме зборот. Така, интересно е дека кога го правиме концептот на емисијата, секогаш нели одбираме некоја вредност и навистина за некои луѓе младоста е голема вредност. Така е. Нели го имаме Митјот Коштана, жал за младост, тој кога изгубил младоста, кога се да изгубил, меѓутоа кога човек е млад, многу не ја цени таа вредност. Дали е така, Филип? Како ти чувствуваш кога ти си млад човек, како ја доживуваш младоста своја, дали како лудост, како вредност или како можност? Што е најблиско до тебе? Јас лично младоста повеќе доживам како можност, бидејќи кога сме млади имаме највеќе енергија да ги остваруваме целите во животот, да бидеме успешни во факултетот, во учењето, во дружењето, во љубовта и зависи човек како ќе се постави кон работите. Мислам дека е најдобро за секого да се постави кон младоста како да гледа како можност. Така. Што тогаш може да се постават некои добри основи кои што понатаму ќе ни значат. Така. Добро, ти благодарам за почеток е добро. Емилија, ти си ученик, а христијаните себе си се доживуваат како Христови ученици. Така што тебе не би требало да ти е далеко да бидеш ученик. Како ти се доживуваш себе си, можност ете да бидеш нели ученик во едно средно училиште, меѓутоа и како Христов ученик. Па, како и да двете се многу можности да бидеш ученик во средно училиште, ама пак и како Христов ученик не е лошо, но како и да и во двете можности мораме да учиме. Така. И Клучот е во учењето, така? Да. Добро. И третиот соговорник е тука Ведран, тоа е прва година, до лани беше ученик во средно, сега е во нова ситуација, слично како Емилија од основно во средно влезе, ти од средно на факултет, меѓутоа, што е тоа заедничкото што, да речеме, минатата година се случило, сега што се случува и како се доживаш себе си во овој момент сега? Па сега сум студент, нели? Така. А факултетот и средното имаат заеднички особини, мислам и духовниот живот, односно христијанството има заедничко што се учи постојано. Во средно се учи 4 години, на факултет се учи исто 4 или 5-6-7. Колку што ќе си Да. не определи самиот. Да. А во христијанството се учи цел живот. Така. Така да, учам факултет, ама учам и да живеам. Така. Сега, отец Ивица Тодоров, ти сигурно, бидејќи ја подготвував оваа емисија, има што повеќе да кажеш. Младоста како вредност, односно младоста присутна ли е во Светото писмо? Како можеме таму да најдеме поуки за младите луѓе, меѓутоа и за секој човек, што е специфично во младоста, отец Ивица? Пак, младоста е период од нашиот живот кога всушност се поставуваат темелите на севкупното наше живење. И мислам дека подобар наслов од ова младост, лудост или младост избор, не сме можност да не сме можеле да најдеме. Иако мора да признам дека ова именување на емисијата е баш онака соборно дојде од сите оние кои учествуваат така идејно околу формирање на оваа наша емисија Потрага по вредности. Јас
како свештенослужител, како духовник, особено духовник на доста млади луѓе, секогаш кога говорам за тоа дека тие како млади и млади луѓе имаат сериозна вредност во себе која треба да ја почитуваат, крајно многу тоа е нивната младост. Затоа што младоста во себе носи огромен потенцијал на можност и тој огромен потенцијал на можност доколку се искористи, доколку во младоста на вистински начин се искористи тоа време од Бога благословено да созрееме, значи да бидеме мудри, не да ја претвориме младоста само во лудост, иако јас мислам дека во младоста мора и малку лудост да има, и тоа е карактеристика на младоста. Че тоа е тој момент, бунтовен момент на експериментирање со животот, сепак влегуваме во животот, а животот носи многу аспекти во себе си. Треба да го има и тој момент, но сепак врзано со мудрост и со свесност и совесност. И сега, да се искористи таа можност на младоста и таа можност преку созревањето да не доведе до стекнување на сознание за вистински избор. Затоа што во младоста се прават изборите кои треба на еден начин да го формират животот на човекот, односно на личноста, во севкупното негово временско постоење во овој ваков свет. Тие избори многу понатаму, целиот живот зависи Да, целиот живот, да. Сега, не велам дека и кога ќе понапреднеме малце биолошки, нам ни се одзема изборот. Секогаш, до последниот момент од нашиот биолошки живот во овој свет, изборот е тука, што ќе избереме. Но сепак, за еден квалитетен живот, за еден благословен живот, во она вистинска смисла на зборот, е битен тој избор да се направи што порано. За да преку тој вистински избор се заштитиме од многу гревови, односно од многу погрешни избори кои ќе ни доведат многу лоши состојби во животот. Зошто да ги правиме кога не мора? И затоа апостолот Јаков во своето послание говори таму дека ако човек му помогне на човек кој е во грев, во беззаконие, да го пронајде својот пат, покрива многу гревови. Значи, Црквата Христова, заедницата на Христовите ученици, особено е одговорна за младите луѓе, за да им го посведочи вистинскиот пат, вистинскиот правец, вистинските избори, кои ќе им помогнат нивниот живот да добие на квалитет и на благослов и да покрие многу лоши моменти, кои може да бидат плод од лоши избори. Така, тука јас подготвувајќи се за денешна емисија, најдов некои афоризми од познати мислители и еден вели вака: прекрасната младост од секогаш верувала, а и денес верува, дека лесно е да се придвижи светот. Филип, дали е лесно да се придвижи светот? Кога сме млади, така мислиме дека имаме сили да го смениме светот. Во светот има многу лоши работи кои што се случуваат и сакаме да колку можеме да ги смениме нешто, да ги направиме на подобро. Но понатака, како растеме, разбираме дека првин треба себе си да се подобриме, да се изградиме, да се созрееме како личности, па за понатака да правиме промени и околу нас. Првин промените почнуваат лично од нас себе си. Така. Понатака и кај други. Секојаш промената почнува самата личност однатре. Тука имаме еден друг афоризам, ова е за Емилија. Вели вака: младоста е богатство кое може да го имаме во секое време, дури и тогаш кога сме млади. Ти имаш тоа богатство и таа вредност и сега кога си млада, ти како се доживуваш себе си во овој момент, како се менуваш себе си, како гледаш како реагираат останатите, да речеме, како те доживуваат и останатите како ученик Христов? Па, како сега кога дојдов во нова средина со нови луѓе и кога се запознавам и кога ќе почнеме да зборуваме дека не сме само ученици во средно училиште, туку дека константно во животот учиме и нешто друго, а тоа е дека учиме како правилно да живееме. И се некој ќе го прифати тоа, некој не прифаќа, како што кажа Филип, секој мора да направи свој избор и да почне прво од самиот себе.
И јас што е до мене, јас се обидувам да им укажам на другите околу мене како е патот на учењето кај Христа, но секој различно го сваќа тоа. Така, сега дали им објаснаш ти како влезе во верата? Ти уште многу млада, нели? И во црква одеше и на некои кампови, летни и така натаму. Што ви кажала за тој момент? Како им го објаснуваш тоа? Па им кажувам дека не е само, бидејќи многу од луѓето го сваќаат христијанството како одење во црква и толку, дека нема ништо понатаму од тоа. Им објаснувам дека може, кога ќе се најдеш некој што го сака истото како тебе, како јас што најдов во летните кампови во манастирите, и ќе најдеш зашто имаш да зборуваш, а тоа да не е само на компјутер, на телефон и нешто што е актуелно во тој момент. И дека има многу работи што може да се научат. Така. Добро, е го тука Ведран. Ведран е многу специфичен ученик Христов. Тој се крстеше на 18 годишна возраст. Така, Ведран? Тоа беше минатата година и сега за една година ние гледаме како ти полека почнуваш да раснеш во тоа. Фала Богу. Дали со помош на црковната заедница, како ти е, тоа би го објаснил? Како да го објаснам? Не знам, тоа се случува, јас го чувствувам, ама тоа е, не знам, тоа се случува тајно и тивко. Така. Само сакав да за ова афоризмот кај Филип што беше Заменување на свето, да. Така. За придвижување. Да, всушност денеска актуелно е да го смениме, ние како млади сакаме да го смениме светот одма. Так. Имаме сила, имаме порив, имаме енергија едноставно и мислиме дека нашата енергија е доволна да се смени светот. Што рече Филип, треба да тргнеме од себе си, бидејќи јас приметувам кај мене лично, мојата личност веќе се оформила и јас од кога станав христијанин, почна тој тивок и бавен процес, каде што мојата личност треба да се врати, односно да се покајам и тогаш да почнам да ја менувам личноста. Така и за светот. Светот одамна веќе, нели, железото се обликува додека е жешко, да, така да светот одамна оладил. И ние како, нели, жички во тоа железо треба да се пак да ја вжештиме нашата личност, да се покаеме и тогаш да почнеме да се обликуваме. Да се обликуваме во вистинскиот правец, да. Има еден интересен афоризам, вели, младоста секогаш е посилна во негирањето, отколку во разработката на позитивни идеи. Посигурно е кога станува збор за не, отколку за да. Отец Ивица Тодоров сигурно ќе се согласиш од искуството тоа со младиве луѓе дека е така, во негирањето, меѓутоа како и во да бидат силни. Тој момент кој го доживува секој млад човек, јас сум го доживел, кога сме биле помлади. И ги знаеме блиските, блиските млади луѓе како нели сакаме, нели точно знаеме што не сакаме. Така, да. Сега кога ќе влеземе во реалноста на овој свет, секој млад човек натрешно, можеби не толку рационално, интелектуално, и рационално, интелектуално, но повеќе интуитивно, сознава, доживува дека нешто е проблематично на овој свет. Има многу фалинки, има многу проблеми и тога се јавува таа бунтовност на недоживување, неприфаќање на ваков свет. И тоа е здрав момент, братушко, затоа што душата, личноста на младиот човек е се уште неконтаминирана. Од реалноста, лудоста, свирепоста на овој отпаднат од Бога свет и затоа таа се буни. Таа реагира на нешто што не е добро, не е праведно, не ги прифаќа одредени правила од овој свет. Сега, тука недостасува мудрост. Тука недостасува вистината, живење во Христовата вистина, која всушност ни го дава вистинскиот модел како да живееме во овој свет, како да се менуваме во овој свет и менувајќи се во овој свет да колку толку го менуваме овој свет. Младиот човек сака револуционерно, бунтовно да го менува овој свет и затоа сега, баш кога
Ведран го отвори тоа прашање, баш имам прашање до него. Што ти, Ведран, сакаше да смениш во овој свет или сакаш да смениш? Ако се уште сакаш. Што сакав да сменам? Па не знам сега точно, мислам тоа се Што осцилации. ти пречи, што први се соочи, што така те вознемируваше? Добро, јас и пред да се крстам, те разбира, ние не говориме само за таа состојба од си христијани. Ја од секогаш она што спомна ти, отец, дека се бунтував. Си викам, не иде работава. Како, мислам, во секој човечки однос постои некоја фалинка, не знам, некоја нечистотија. И мене тоа ме револтираше. И исходот од секоја дружење, од секоја интеракција со човек, исходот беше некоја, не знам, тупа состојба. Немаше плод, немаше радост, немаше она отворен да бидам јас и да едноставно да не се замарам. А во однос на општеството? Па во однос на општеството, што знам, општеството е комплексна работа. Мислам, не се ни бавам многу со... А на ово истото прашање, Емилија, ти? Што конкретно еве се ти завлегуваш, сепак ти си најмлада тука и многу често тоа го говорам, ти си дете од 21. век. Значи ние сме од 20. век, вклучувајќи ги и Ведран и Филип. Ти си родена 2001 година, но сепак 14 години веќе ја доживуваш реалноста на овој свет. Има ли нешто што ти пречи? И што е тоа што ти пречи во овој ваков свет? Што би го сменила ако би можела? Па има многу работи што може да се сменат и да бидат подобри, да не биде оваа состојба ваква каква што е. Јас уште како мала и во основно кога бев, и мајка ми цело време вика дека сум бунтавна дете, дека се карам, се објаснувам, не ми се одговара како е, например, неправди. Кога сум била како помала во многу ситуации, не може тоа така, зашто на него тоа, на мене не може тоа. Зошто на некој да му се даде јаболко, на некого крушка, зошто не може на двајцата јаболко? Зашто има ваква поделба? Зошто ако тоа е дете, не знам, од тој родител, ако не знам, од некоја друга заедница, зошто не може да се дружиме сите? И има работи што може да се сменат да биде подобра ситуацијата. Добро, според тебе како христијанка, дали христијанството ти овозможува модел, начин, метод тоа да го направиш? И се разбира мудрост. Да. Има ли нешто што се сменила, например? Па има во многу ситуации кога ми дошло од внатре да избувнам и да се искарам, ми текнало на моментите кога вие на предавањата смирение и ќе се смирам и така учиме да не бидеме многу насилни, со повеќе мудрост, со повеќе памет да ги решаваме работите. Помага христијанството. Слава на Бога. Филип, ти си највозрасен. Да. И плюс и твојот факултет е тако што навистина се соочува што тој проблем на неправда, социјална неправда, сиромаштво, страдање. Да, за жал, околу нас има многу луѓе кои што се сиромашни, кои што немаат. Ние, например, сите, ете, колку толку, имаме и покрив над главата, и храна и облека, ама ете има, ете, за жал, и луѓе кои што го немаат тоа, и затоа треба да се обидеме да им помогнеме. И како ти тоа го правиш, например, како христијани? Се вклучувам во црквата, во рамки на хуманитарната дејност и програмата Заштитничка рака, да преку своите знаења, преку своите таленти, да им помогнам на тие на кои што им е потребна помош, на различни начини, секако задоволувајќи ги потребите кои што ги имаат за храна, за облека, па некогаш и за дружење, за разговор, за муабет што се вика, за Тоа е многу битно и тој разговорот. Еве јас тоа ќе го искористам во разговор со тебе. Тоа ќе го кажам дека ти често одиш кај семејства кои навистина имаат сериозни проблеми од сите аспекти и велиш дека понекогаш разговорот е најголемата помош. Да, мајка Тереза вика дека е тешко, вика, да си гладен, вика, а уште потешко е да си гладен за љубов. Ето,
тоа мало внимание некогаш кај луѓето може многу да значи и ете да им биде како поттик да ете започнат и они да направат позитивни промени во својот живот. Некогаш ете на луѓето малце им фали некој да ги поттикне да им обрне внимание, да сменат нешто кај себе си и да се издигнат повисоко од таа состојба во која што се наоѓаат. Така. Младоста, нели ние тврдиме, можност да се променат многу нешта пред се во себе си. Меѓутоа, Светото писмо ни е база, основа кај што гледаме како се развива одредени луѓе низ подолг период од нивниот живот. Да рече, интересно, се мисли дека, младост, лудост, младите луѓе не се интересираат за духовни нешта, меѓутоа... Тоа е предрасуда една, многу широко прифатена. А во конкретното Светото писмо од Новиот Завет гледаме дека Јован Богослов, апостолот Јован, има само 17,5 години, пак бил апостол Христов. А тогашните наводно духовни луѓе, овие фарисеите, тие никогаш не го прифатиле Христос, иако го имале прочитано Стариот Завет и го проповедали и така, и знаеле дека ќе дојде. Така што не можеме да речеме дека младоста е некако хендикеп по духовноста, а дека староста кон мудрост секогаш води. Не мора да е така. Светото писмо ни кажува дека се зависи од личноста на човек. И од вистинскиот избор. Така. Значи, и тоа ќе го повторам уште еднаш, мислам дека православното христијанство, црквата Христова, особено е одговорна за сведоштво на тој вистински избор. Затоа што младите денеска во најголем процент можеби немаат вистинска представа, вистинска информација за тоа што е христијанство. И убаво спомна Емилија, многумина мисла дека христијанство е да отидеш во храмот, во молитвениот дом, или црквата, или иако по црква ние христијаните го подразбираме нашето заедништво, заедницата на Христови ученици, но гледаме дека се создава една погрешна слика. Младите мислат дека да бидеш христијаните, значи да бидеш некаков религиозен човек, ќе отидеш тамо во храмот, некојаш ќе запориш свеќа, на некои празници ќе остоиш тамо на таа молитва и нешто тамо ќе слава или не знам. И повеќе тоа го врзуваат со културолошкиот аспект на животот на својот народ. Ние сме македонци, по логиката тогаш сме православни, тогаш мора да негуваме некаква своја верска традиција и така натаму, ама таа како да нема никакви вредности, како да нема никаква вистина во себе си. Ја ставаме само на ниво на форма некоја. Но ние гледаме и присатните овде и многу други што не може да бидат присатни, затоа што во студио е мало на вистина. И многу млади луѓе во ова време, кои го почувствувале тој призив Божи. Значи, без призив Божи не може да се стане христијанин. Мислам, би сакали да го посведочат секој од нив тој момент. Значи, тој внатрешен потик на духовно будење, кој всушност нас не доведува до сознание за тоа кој е Исус Христос. Се почнува со тоа. Значи, кој е Исус Христос? Значи, Христос ги решава нештата во нашиот живот. Кога ќе осознаеме кој е Исус Христос. Не е толку битно да осознаеме што е христијанството. Нема христијанство без Христос. И кога ќе осознаеме кој е Исус Христос, тогаш ние стануваме свесни за тоа што тој направил и прави за нас и стануваме свесни како преку силата на Светиот Дух во црквата самиот Христос го осмислува, го организира нашиот живот. И му дарува, како да кажам, момент на радост, момент и осет на заедништво со другите, што е многу битно. Тоа што на тој начин, преку тој осет за заедништво со другите кои споделуваат исти вредности, иста вистина, ние се организираме да делуваме заедно како црква. И на младиот човек тоа му е нужно потребно, затоа што на тој начин таа енергија што има, насочена во вистински правец, во вистинскиот, кон Христос, со таа енергија многу работи може да се сменат во овој ваков свет. И, всушност, менувајќи ги многу нешта во овој ваков свет, со вистините и вредностите Христови, се менува и човекот, се зрее личност. И ние гледаме, јас тоа сум се осведочил, значи, многу млади луѓе кои влегле во духовниот живот на црквата, може би немаат повеќе од 23-4 години, но кога разговарам со нив и кога
така разгледуваме многу аспекти од животот наш тука во овој ваков свет, јас чувствувам сериозна зрелост од нив. Сознание, повеќе искуство отколку некои луѓе кои наполниле 70 години, а во празно го поминале животот, со погрешен избор и со хаос во позадината на својот живот. Многу е битно тој избор, правиот избор и вистинското сведочување за тоа кој е Исус Христос, тој момент се менува кај нас. За тој момент на призив, еве Филип, ти си се близко до мене тука. Како ти го почувствува себе си? Дали верата е припади затоа што твоето семејство е христијанско по традиција, па имаше влијание врз тебе или тоа е плод така на некој твој процес на барање на вистината? Па и така, бидејќи моите уште како помал кога ќе му однеса кога ќе отидовме заедно во црква или во манастир за некој празник и таму на пример ќе почувствував на топлина, Божјата милост и љубов и таа поттикнува да сакаш и понатаму тоа да го задржиш и да во тоа да напредуваш на некој начин ме разбуди духовно да понатака да почнам и да го читам Светото писмо, да идам на служби, односно на литургии во неделите, па и да идам на предавањата по веронаука, што ме доближи поблиску до Бога и до браќата и сестрите. Но имаше ли некој момент така во твојот живот кој ти го почувствува тој избор, како да кажам, таа раскрсница кога размислуваше ова или она? Па да, многу пати или се уште трае тоа? Тоа ќе трае, да. Сум го почувствувал многу пати тоа, ете како да се наоѓаме на раскрсница да бираме по кој пат ќе одиме, ама она што највеќе не исполнува е тоа животот со смисла, со вистина, со правите вредности. И тој живот може да не одведе до вистинската цел што ја планираме. Ова, Емилија, тебе те запознав на воведниот курс Училиште за животот. Целото твое семејство доаѓаше. Да. Ова, и морам да признам дека ти беше крајно активна, со многу прашања. Но, кажи ми, што кај тебе всушност го предизвика тој момент, таа отвореност, тој афинитет за христијански духовен живот и да се живее во црквата? Па јас, пошто имам 14 години, малку е рано да зборувам како Филип за каков, дали сум добила повеќе или не знам, јас почнав конкретно затоа што моето семејство било се христијани, мојата баба беше многу побожна и она ќе ме носеше со неа секаде. И после тоа сите повозрастните во семејството, како што почнаа да се будат сите, да почнуваат да сакаат да знаат повеќе и повеќе. Јас многу работи што веќе ги знаев, постарите па и не ги знаеа. И немав со кого да зборувам за некои прашања што ми беа нејасни. И после тоа наеднаш доаѓам на курс каде што се што ми било нејасно, наеднаш некој ми го кажува и ми станува јасно и почнувам да разбирам што сум читала, што сум слушала и многу помага за младите луѓе додат на воведниот курс и да дознаат за работи што не им се јасни. Многу е битно затоа што верата, освен на интуитивен, емотивен план, пред се и над се, треба да се доживее на интелектуален, на рационален план, треба да имаме вистинска информација. Ведран, тебе би сакала да те прашам затоа што тоа е плюс и плод од еден наш разговор. Значи, според тебе, како е кога разговараш со своите пријатели, млади пријатели за христијанството, а како е кога разговараш за Христос? И дали има разлика? Па има. Да, тоа ми е битно, да. Кога разговарам за христијанството, негде ќе се погодиме негде. Така. Ама кога ќе почнам за Христос, е веќе тука слаба. За Христос веќе, мислам, ја можам и од моето лично искуство, јас пред да бидам пред да се крстам, јас сум го гледал христијанството и да тоа е у црква на нешто. Не знаев што се случува поточно, мислам, јас и непосредно кога бев
17-18 години, кога веќе трагав што е работава со животот, онака, не знаев, си викам, ова е некоја бабска работа. И ја воопшто не знаев, мислам, иако Христос и по самото име е христијанство, јас воопшто немав ставено акцент на Христос. Така е, за жал, огромен процент денеска од младите луѓе кои имаат предрасуди во однос на христијанството, предрасудите им доаѓаат од тоа што тие не знаат кој е Исус Христос и не знаат всушност која е неговата вистинска, автентична порака. И баш, онака, добро, сега на страната мојот пат каков бил за јас да речам, чекај малку, сакам да се крстам и после тоа да учам што е што. Еве, ја кога дојдов на воведниот курс, ја бев као, чекај малце. Ова е работава. За ова се работи. Така што многу е битна таа информираност и рационален дел. Многу е битно да се знаат, да се чита Светото писмо од духовен аспект, зашто е стварно духовна храна, ама и да се чита од историски аспект, затоа што стварно тоа е изобилство на настани што е многу битно да се знаат. Тоа е откровение Божие, ама во конкретно време е, во конкретен простор и преку конкретни луѓе, и за конкретни луѓе. Е тоа митологија. Да, и всушност Светото писмо го дефинира каков треба да биде христијанинот, како да живее. И може кој било да ми избори мене какво е христијанството и што треба, јас ќе отворам Свето писмо и таму го имам критериумот. Така е, да. Така, имам јас едно прашање до Цивица, афоризам еден вели вака: поезијата повеќе го има карактерот на младоста, а философијата на староста. Јас знам дека ти Цивица си истовремено и поет, ама и философ има до некаде во тебе. Види, кога помладе повеќе поетата философ. Како ги спојуваш овие две нешта? Полека и за мемари да размислам. Да. Како ги спојуваш овие философијата и поезијата? Значи, има еден момент, еве јас сепак кога ќе си спомнам за мојата помлада младост, порана младост. Да, младиот човек го има тој момент на широчина. И тој момент на изблик, на живот, на емоција, на доживување. И нема по-друг израз, Душко, од поезијата. Поезијата и музиката, да, и затоа тој начин тука најубаво ова помага да се изрази доживувањето на младоста, но колку повеќе завлегуваме во овој ваков свет и во реалноста на овој ваков живот, се повеќе се множат прашалници кои бараат одговори. Така. И тогаш полека стануваме философи, односно пријатели на мудроста. Значи, да најдеме одговор, затоа што секој човек, како словесно битие, како создание Божие, како образ Божие, како личност, бара одговор. И што порано започне таа потрага по одговор, како што вика Ведран, одговор за многу суштински нешта. Например, младиот човек уште го нема тој момент за вистинско доживување за проблемот на смртта. Затоа што младите во себе го имаат тој момент дека се бесмртни. Така. И смртта многу апстрактно ја доживуваат. Но кога се соочат... Многу далеко е. Да, многу далечно, да. Но кога се соочат со проблемот на смртта, со проблемот на злото, со проблемот на неправдата, како што вика Емилија, и со еден куп други работи кои доаѓаат од овој отпаднат свет, тогаш се појавуваат прашања. Зошто е во овој свет вака? И се плюс ако веруваме дека Бог го создал овој свет, како може тој совршен добар Бог да создаде ваков ненормален, свиреп и несовршен свет? И сега тука се поставуваат прашањата. И сега многу е битно вистинскиот одговор. А вистинскиот одговор доаѓа од Божјото откровение. Значи, од светите книги на Стариот и Новиот Завет, но тој одговор многу често не може да се добие ако сами го читаат Светото писмо. Може до некаде да успеат, затоа е битна тука црквата, затоа е битно заедништвото. Заедништвото е од непроценлива вредност. Значи, сепак црквата е заедница. Над се и над се црквата е заедница. И секој во таа заедница има свое место. И многу е битен тој момент, особено младите луѓе
да бидат осведочени со Божјото откровение, со вистината на Божјото откровение, таква како што таа е, да се даде одговорот. И кога ќе се осознае вистинскиот одговор, тогаш со вистинскиот одговор и со Божјото водство, преку силата на Светиот Дух, започнуваме да ги решаваме проблемите во овој ваков отпад на свет. Тие што можеме да ги решиме, тие што не можеме да ги решиме, ги оставаме на Бог. Со младоста често е поврзан ентузијазмот. Меѓутоа, како и тој полека да се губи, посебно кај младите луѓе, меѓутоа, нели, имаме формирано во рамките на Скопската епархија, односно на движењето до дома, правец, само на вистинскиот, каде што претежно се млади луѓе и каде што е Филип таму присутен, и Ведран, верувам и Емилија. Која е таа разлика? Како се задржува тој ентузијазам што го имаат младите луѓе? Најчесто, ако не се дело таква некоја група ентузијастичка, само себе ентузијазмот опаѓа. А ако си делот е на таква група, тој се шири и се развива. Го има ли тоа, Филипе? Да, секако дека го има во таа група. Ние младите меѓусебно се дружиме, излегуваме, исто така играме и фудбал во секој петок. На тој начин се одржува и тој ентузијазам, исто така да не забораваме и се трудиме да правиме добри дела, да им помагаме на тие што им треба помош. И се осознаваат меѓусебните проблеми, што можеби луѓето и не ги кажуваат пред секого, нели? Да. Меѓусебно, ето така, се споделуваме, си помагаме, се поддржуваме едни со други, што исто така многу значи и без кој денеска човек тешко може да живее. Така, ентузијазмот присутен ми е кај тебе, Емилија. Во која насока сега, да речеме, твојот ентузијазам оди? Пред се во школувањето или во некои други делови од животот? Па, пред се во школувањето. Така. Бидејќи, пак ќе кажем, образованието не само она во училиште, туку и ова Христовото, и тоа е битно. И ментално ентузијазмот ми е насочен кон тоа. Така, добро. Ведран, ти што ќе кажеш за ентузијазмот твој? Па, вака сега, баш сакам да поврзам отец Ивица што рече за младиот човек што нема не може да поими смртта како нешто реално. Така. И да поврзам со ентузијазмот. Баш кога е млад човек, во тој момент, зборам од кога ќе се роди, па ете има 20-30 години, тој и се развива физички. И тоа многу интензивно. Так. И човек, например, може да не мора да е во Христове, не мора да е во црква, не мора да е верник. Човекот како се развива, сите тие проблеми што му се појавуваат, тој ги надминува. Так. Бидејќи расте основна школа, глупости некои се случуваат, нели, што им се многу чудни на децата. Тој е лудиот момент. Да, и ќе дојде средна школа, тие се детска игра, после ќе дојде факултетов, посериозно и така натаму. И сега, и во тој момент човек се чувствува навистина, и јас го осеќам тоа, ја немам, како си викам, животов, не е логично да заврши. Так. Без смисла се отвора, да. Да. Ама, зашто па е така? Затоа што нешто што е во постојан напредок резултира со постоење. Така. Односно, ако нешто напредува, Так. тоа логично е да постои. Так. Сега, што се случува? Ако го немаме оној аспект на духовен живот, ако не живееме, да речем паралелно во младоста, ако не ги удриме и темелите на духовниот живот, нормално тоа може секогаш да се случи во животот, ама што се случува, сега млад сум за да кажувам тоа, ама човек кога ќе престане да се развива биолошки, кога многу работи ќе му досадат, кога задоволствата ќе веќе презаситат, и доаѓа до еден максимум на тој раст. И сега ако се нема тој Така, научниците, извини што те прекинувам, утврдили дека биолошкото растење завршува со 29,5 години. И после тоа до тука запира и понатаму веќе почнува старењето. Значи, кога ќе дојде човек на таа возраст, ако нема духовна основа, се соочува со бесмисленост, понатаму едно постојано опаѓање. Па, и тоа кога ќе дојде до максимум тоа, и веќе нема напредок, човек ќе се збуни и логично веќе кога нема напредок, логично станува смртта, логично станува крајот. Затоа што
Сакам да кажам и сега, ако си има духовниот живот, ова што не учи Христос, да, ние се подготвуваме за живот вечен. Сакам да кажам, кога е млад човек го живот вечен, мислам, ми е гајле, не ми треба мене ништо, ја растам се, развивам, живот вечен, тој го чувствува, животот вечен. И сега, кога го има тој аспект на духовен живот, и сега кој ќе заврши биолошкиот раст или кој ќе заврши овие работиве интересни што се, човек ќе си продолжи да се надградува духовно. И со самото надградување на духот, односно со растењето на духот, Така е. многу логичен станува вечниот живот. Така е. И осмислувањето на личниот живот во овој свет. Да. И затоа што човек е во постојан раст, е логично да живее. А сега само да додадам на тоа дека дури и нели што ги имаме тие откровенија сега за ангелите, за херувимите, серафимите, тие се битија што нели живеат во вечноста, ама тие се во постојан раст, тие не се во стагнација. Така е. И затоа е многу битен духовниот живот, односно христијанскиот, православниот христијански духовен живот, затоа што тој ни дава, не учи како ние да напредуваме на духовен план за да живееме. Така. Многу... Така, мислам дека ова е круната, оно што сакавме да го добреме денеска со ова наша емисија Младост, лудост, младост, можност, младост, избор. И јас тоа како духовник, што секој ден сум обкружен со луѓе од различити возрасти, сега луѓе кои нема духовен живот или кои не започнале духовен живот, а се негде 30-35 години, тие немањето на својот духовен живот и страф од животот го заменуваат со шематизам, со шема, влегуваат во секојдневните активности и не размислуваат за себе. Тие се отуѓуваат од себе си. Се отуѓуваат од себе си, тука започнуваат други сериозни проблеми во нивниот живот. Или, например, има друг тип на луѓе кои не може да влезат во таа шема, во секојдневните активности, тука да го врзат својот ум, и не можат да си најдат вистинско свое осмислување, вистинско осознавање на вистината на своето постоење, на постоењето воопшто, и се паѓа во депресија. Во депресија, очи. Да, се паѓа во депресија, депресивност. Депресијата е една од најразвиените модерни болести. И таа доаѓа од многу фактори, но и од овој фактор, од немањето на смисла. Така. Значи, и тоа Виктор Франкл го вели, логотерапија на личи со смисла, а Карл Густав Јунг го говори овој момент, дека ако не започне тој процес на индивидуација, он го нарекува, процес на особствување, на остварување на личноста, тогаш некаде тамо 35-та, 40-та година човек почнува да тоне. Затоа што тој процес на биолошко формирање е завршен и сега кој е неговото постоење? Окој, таа биологија, размножување, сексуалност и така натаму, но во еден момент тоа веќе се надминува и човекот не е само тело, човекот е духовно суштество. И духовниот аспект на неговиот живот не постои. И тогаш настануваат сериозни проблеми. Сериозни проблеми, и ако направиме сериозна анализа, ќе се види дека сите проблеми, и на личен план, и на семеен план, и на општествен план, доаѓаат од тамо што луѓето не го направиле својот вистински избор кога биле млади. Кога можеле да го започнат својот процес како на биолошко формирање, така и на личносно, духовно раѓање. Така, Јунг тоа го нарекува да го среди својот однос најпрво со Бог. Така е, да. Тоа е индивидуација, да. Да, после сите нешта. Интересно е дека колку младиот човек е во предност ако рано го започне и световниот живот нели да се развива, да напредува, затоа што ние сме повикани и во светот да напредуваме, да се го најдеме. Така. Своето место најмногу преку талантите. Дали на приказната на Исус параболата со талантите. Така. Кој колку таланти добил треба да ги развива, тоа значи и во овој свет треба да се развиваат. И тоа исто важи и во внатрешниот, односно во растењето на себе си. Да имаме таа перспектива што ја кажа Ведран, дека ние вечно ќе живееме и вечно ќе се развиваме. Ако го немаме тоа, која е смислата на нашето постоење? Тогаш можеме сериозно онака да реагираме во однос на Бог или да го негираме неговото постоење. Сега сакам да уште еден момент кој е според мене многу битен, сакам да го споделам особено со оние млади луѓе што ја гледаат оваа емисија. Значи, освен влегувањето во шемата на секојдневното живење и грижењето со грижите секојдневно и тука врзувањето на нашиот ум, освен паѓањето во депресија, има уште еден момент, тоа е она горда бунтовност, која многу често го односи младиот човек во порочен живот. Так. Значи, во еден момент тој
негира, ова не чини, навистина има право. Така. Не чини. Но ако го нема Христовиот пат, ако го нема Христос во себе си како одговор, духовниот православен христијански живот, тогаш тој навлегува во состојба на бунтовност, а има потреба и за смисла и за задоволство, и немајќи вистинската смисла и вистинското задоволство од вистинската смисла, тогаш се оди во порочност. Тогаш настапуваат на сцена дрогите, алкохолизмот и ред други причини кои го урнисуваат животот на младиот човек и на внатрешен душевен план и на биолошки план. Така, еве сме ние при крајот на емисијата, останува уште едно завршно обраќање на секој од вас. Од Ведран ќе почнеме. Ведран, што би им кажал за крај? Пред на младите луѓе денес. Што би им кажал? Па, на кратко, младите сакаат денеска се инстантно, сакаат се многу брзо да се случи. Така. Мислам, знаеме сите дека не иде така работата. Така. Мислам, со цело срце се надевам, верувам и се молам луѓето, младите особено, да се запознаат со правата вера, зашто во светов има насекаде демократија. И јас сваќам од опит дека христијанството е многу демократична работа. Сегде во светот има, не знам, флексибилност. Христијанството не е она што имаме предрасуда дека е тупаво, туку е многу флексибилно. Така. И многу е креативно. Така да... Това е пораката. Христос, алфа и омега. Толку. Така, Емилија? Па исто јас согласувам со Ведран. Мислам дека треба секој млад човек да избере што е најправилно. Сите знаеме што е најправилно, чим сме тука. Така да, како што кажа Христос, алфа и омега. Така. Филип? Па, исто би се надоврзал на Ведран и Емилија, дека младите луѓе не треба да се плашат да запознаат својата вера, бидејќи таа само може да им помогне во животот. И секако во тоа не се сами на тој пат, дека тука се духовните раководители, браќата и сестрите од црквата. И секако Господ, кој што никогаш не остави, не напушта. Така. Останува уште од Цивица? Да, јас два момента. Прво сакам да им заблагодарам. Први на Емилија, а потоа на Филип, по старост и онака, по младост, кој е најмлад, а потоа и на Ведран, за нивната храброст. Затоа што многумина, така некако, кои навистина практикуваат христијанската православна вера и се христијани, говорам за млади луѓе, некако се снебиваат, се срамуваат да сведочат за својата вера, што ќе каже овој, што ќе каже оне. Па ние не живееме за ово и за оно. Тоа може од скромност да биде, меѓутоа може и од најчесто. Таа македонска скромност мене ми е карано проблематична. Да искористиме за бегство. Да, тоа е многу проблематична работа. Значи, ја ценам нивната храброст, првин, но пред се и на се му благодарам на Бога за нивната зрелост, која ја посведочува и сега на ова средба, но која ја посведочуваат и на сите тие активности што ги имаме како црква, како заедништво во рамките на Скопската епархија на Македонската православна црква. И се надевам дека, с Филип го спомна тој момент, дека младите луѓе треба да бараат. Океј, јас се согласувам дека треба да бараат, да ја бараат вистината, да ја бараат вистината за својата вера, но треба и ние како црква, затоа што ние сите кои сме членови на црквата, сме актуелната црква Христова, тело Христово, новозаветен народ Божи во овој град. Како што они бараат, треба ние да им дадеме. И им благодараме уште еднаш и на Ведран, и на Емилија, и на Филип, што е преку ова наше денешно споделување го подарија на сите оние, особено млади луѓе што гледаат оваа емисија, своето животно искуство, кое можеби онака се уште младо, но многу длабоко и силно вертикално и осмислено насочено. Благодарам, отец Ивица, а јас им благодарам, се разбира, на денешните наши соговорници, младите луѓе тука, Филип, Емилија и Ведран. Меѓутоа им благодарам и на нашите гледатели што имаат трпение и љубов да не сослушаат ова наша јубилејна 10-та емисија од втората сезона. Зборувавме ли за младоста, дали е тоа лудост, дали е тоа можност, и дојдовме до заклучок дека е сепак можност која може да не воведе во зрелост. Така е.
Благодарам на сите што учествуваа во реализацијата. Еве и на крај отец Ивица сака нешто да допомне. Сепак, вака се, играчите зависат од тимот. Так. Добар тим, добри играчи, добар тим. Так. Сепак и да заблагодариме на православниот христијански ангажман, владински правец, а моно е вистинскиот, кој у суштина и допринесува да имаме вакви добри играчи во тимот. Така. Благодарам уште еднаш на сите.